Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Станари на зграда во блок 70 во Тетово често се поплавуваат од канализацијата. Во Гостивар на годишно ниво 10 од 15 тинејџерки стануваат мајки. Се анализира епидемиолошката состојба во земјава, ќе има ли нови рестриктивни мерки. Станарите од блок 70 се соочуваат со голем проблем. Подрумите, влезовите и становите на приземјето често се поплавуваат од канализацијата. Се шири непријатна миризба, а тие велат дека постојано го чистат нередот, иако според нив тоа не е решението. Надлежните пак велат дека проблемот е во оптовареноста и неправилното користење на канализационата мрежа. Уште на самиот влез од дворот пред зградата се чувствува непријатна миризба. Станарите на оваа зграда од блок 70 во Тетово се соочуваат со голем проблем. Речиси еднаш неделно чистат од надојдената вода и фекалии од канализацијата. Влезовите, подрумите и становите во приземјето се поплавуваат. Особено е лоша ситуацијата кога времето е врнежливо. Својата мака ја раскажаа пред нашата камера. Јас живеам у првиот улаз, сум на приземје. И многу често сме исто проблем. Имамо тоа, канализацијата 2-3 пута у купатило и у соба ми влегол. И остај тоа увек рекле дека збор даеле, дека цевоите ќе се менјат, тоа ништо. Че вика, треба да викаш 10 пута па да доаѓаат. Подрумите до саат се полни со вода до сатоите. Тоа може све што да се дешава. Значи неупотребливи подруми? Не, имат некој дрво, има некој зимница прае, како земница има. Ама им се уништуваат. Нормално и се фрла, значи, а и никој не зема мерка за ова. Со истиот проблем се соочуваат станарите од сите три влеза. Јас сум Милица, живеам во оваа зграда овде и нон-стоп ни истекои од канализацијата, прљава вода, смрди, не се поднесува миризот, а и кога врне тога и станува више езеро. Ненормално многу. Ама и кога не врне, па и се пуни канализацијата и претекува надвор. Нон-стоп тоа ни се случува, само викаме, ништо мерки не преземаат дејче. Кај кого сте се обратили? Па до ЈКП. Колку време ова се случува? Па ова се случува више 13 години, ја кај сум овде. А пред тоа кој знае колку било. Од водовод и канализација Тетово пак велат дека постојано доаѓаат на лице место кога се повикани за да интервенираат и дека во тој дел нема дефект во канализационата мрежа. Проблем е оптовареноста и неправилното користење на истата. Доколку правилно се користи, не треба да се јави проблем, тврдат од водовод и канализација. Во Гостивар на годишно ниво од 10 до 15 тинејџерки стануваат мајки. Предизвикот за нив и семејствата е голем, со оглед на психолошкиот ефект и недоволната развиеност на телото и организмот. Малолетничката бременост е проблем кој се уште е присутен на гостиварските простори. Медицинските статистики покажуваат дека на годишно ниво 10 до 15 тинејџерки стануваат мајки. Предизвикот за нив и семејствата е голем со оглед на психолошкиот ефект и емоционалната недозреаност. Освен тоа, телото и организмот не се доволно развиени и подготвени, па бременоста кај малолетничките се води како ризична. Во болницата во Гостивар најголемиот дел од малолетничките кои што родиле бебе биле на возраст од 15 до 17 години. Се уште ги има тие, порано, ако се вратиме назад 20 години, сме ги имале во поголем број. Сега некаде се движи годишно 10 до 15 пациентки малолетнички, што би значило под 18 години. Границата меѓу 15 до 17 се почести од овие пациенти што ги раѓањето кај нив, ако пациентката е малку покрупна и има услови за нормално раѓање, ги тераме со нормално раѓање. Доколку пациентката е послабичка, нема развиен карлица,
нормално се оди на царски лес. Но ги имаме. Бројката на тинејџерки мајки не ја отсликува целосно состојбата со малолетничката бременост, затоа што има девојки кои бараат абортус. Сознанијата кажуваат дека прекините на бременоста најчесто ги прават во установи во други градови заради дискреција. За да се делува превентивно, стручните лица сметаат дека е неопходна едукација и информирање на младите во врска со репродуктивното здравје и начините за заштита од несакана бременост. На светско ниво, секоја година околу 16 милиони малолетнички раѓаат бебиња. 2 нови случаи на коронавирусот во Тетовско, а 5 во Гостиварско во последните 24 часа. Уште поголема бројка од изминатото деноноќие на ниво на држава, дури 243 нови случаи. Починати се 4 лица, а оздравени 100. И денес висока бројка на ново заразени со коронавирусот во земјава. Во последните 24 часа се направени 1831 тестирање, а регистрирани се 243 нови случаи на COVID-19. Најмногу во главниот град 98, потоа следува Струмица со 21, Прилеп и Свети Николе со 12, Куманово 11, Гостивар со 5, а Тетово со 2 нови случаи. Министерот за здравство Венко Филипче смета дека целосниот карантин не е вистинско решение. Целосен карантин не е вистинско решение, заради тоа што кога и тоа да биде направено или препорачено. После укинувањето, повторно се соочуваме со ризикот за голем број на случаи. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2585. Поради се повисокиот број на новозаразени од коронавирусот, Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека ќе се вршат анализи во следните неколку дена во координација со Комисијата за заразни болести, па ќе се донесе одлука дали и каде ќе се превземат одредени мерки. Се консултиравме во однос на тоа да се направи една детална анализа на епидемиолошките податоци од прашалниците, за да точно се утврди начинот на трансмисија по повеќе општини, односно градови. Врз основа на тоа ќе заземеме став дали се потребни некакви мерки кои што би ги препорачале понатаму до штабот и до владата. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер во 21 часот и 30 минути од полициски службеници од полициското оделение Попова Шапка бил приведен 23 годишник од Република Албанија. Поради пречекорен престој во Република Северна Македонија, истиот е предаден на полициски службеници од СВР Тетово за понатамошна постапка. Вчера пак во 18 часот и 10 минути во полициската станица Тетово, 57 годишникот Тетово пријавил дека на улица Ѓоце Стојчевски во Тетово бил каснат од куче скитник. Секторот за внатрешни работи Тетово информира и за продолжени засилени контролни активности за откривање и законско санкционирање на возила, односно возачи кои вршат јавен превоз на патници без потребните лиценци, а чии носители се полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово и одсекот за економски криминал. Спроведени биле контроли на регионалните патишта Тетово Волковија и Тетово Пирок, а се реализирали и активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и Гостивар. Од Министерството за внатрешни работи велат дека полицијата постојано е присутна на улиците и врши контроли во изминатиот период. Казната за неносење заштитна маска е 20 евра. Полицијата во последниот месец граѓаните се веќе гледаат дека е присутна на улиците и не само за казните за неносење на заштитна маска. Секако тука се сообраќајните контроли, знаете за секојдневните наши соопштенија за фаќање на бегалците кои што бегаат од правдата, криминалците ги носиме во затворите, се санкционираат сите оние граѓани кои што не ја почитуваат мерката. Се разбира, нас не ни е целта да прибираме пари и да казнуваме некого. Напротив, целта ни е заеднички да придонесеме за заеднички да се справиме со оваа болест, односно со вирусот COVID-19. За неносење заштитна маска казната е 20 евра, а доколку се плати во рок од 7 дена, таа е 10 евра. Но пак ќе повторам, не е битна висината на казната. Битна е пораката дека ние мора да ги носиме заштитните маски за да се заштитиме себе се и нашето семејство секако и нашите пријатели.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатен викенд.